Здраво на сите и добро дојдовте на денешниот час кој што е третот серијал од програм Играм во Scratch. Во денешниот видео туторијал ќе се запознаеме со што е анимација, што е потребно за да направиме една анимација во Scratch, од што се состои секој карактер во Scratch, ќе научиме уште некој блок за повторување и на крај сето тоа ќе го примениме за да направиме една кратка анимација. Што е анимација? Проект анимација е проект кој се состои од низа слики во движење на објекти кои служат за креирање кратки видеа кои ги нарекуваме анимации. За да креираме една анимација во Scratch, потребни ни се следните два блокови. Првиот блок е Next Costume, а вториот Switch Costume to. Првиот блок ни овозможува да го промениме следниот костюм или изглед кај еден карактер секогаш кога ќе се активира овој блок. Додека пак вториот блок ни овозможува да се повикаме на посакуваниот изглед или костюм кај еден карактер. Секој карактер во Scratch има одреден број на костюми или изгледи. Каде можеме да го видиме тоа? Го избираме карактерот, потоа одиме во табот Costumes и овде можеме да видиме секој карактер од колку костюми или изгледи е составен. Конкретно, кај нас карактерот Hippo е составен од два костюми. Доколку кликнеме на другиот карактер, можеме да забележиме дека тој е составен од повеќе изгледи. Секој карактер во Scratch има различен број на изгледи. Сето тоа е супер, но без блоковите за повторување не можеме да направиме анимација. Во второто видео од овој серијал се запознавме со блокот Repeat, кој што ни означува повторување на блоковите кои што се складирани внатре, но за одреден број на пати. Овој пат ќе се запознаеме и со блокот Forever, кој што ни овозможува постојано повторување на наредбите без никаков прекид. Најпрво ќе креираме проект во кој што ќе го искористиме блокот Next Costume. Блокот Next Costume се наоѓа во категоријата Looks, бидејќи го користиме за променување на изгледот на карактерот. А сега ќе направиме проект во кој што ќе го примениме блокот Switch Costume to. Од предходниот проект научивме дека со притискање на табот Costumes можеме да ги видиме изгледите на секој карактер. Забележуваме дека кај овој карактер имаме 4 изгледи, односно костюми, и секој од нив е именуван различно.
Предизвик во Scratch. Примени ги блоковите од овој час Next Costume и Switch Costume to и анимирај го твојот омилен карактер. Доколку не се сеќавате на примената на блоковите за анимирање, изгледајте го повторно видеото и навратете се на проектот. Што научивме? Научивме што е анимација, што ни овозможуваат блоковите Next Costume и Switch Costume to. Научивме дека секој карактер може да има повеќе изгледи или костими, се запознавме и со блокот со повторување Forever и научивме како да ги примениме овие блокови Next Costume и Switch Costume to, за да ги анимираме нашите омилени карактери во Scratch. Останете во добро здравје и до следно видување.